Пристапниот пат е многу тесен и таму досега никогаш немало можност за пристап на противпожарно возило, ниту пак да се разминат два автомобили. Во однос на пристапот на објектот и централниот објект е на само во градско подрачје, па често пати тука знаете е маларична, родителите се паркираат, луѓето и тука имаме проблем за пристапност на возилата како што е пожарната или амбулантните возила. Често пати знаеме да го блокираме патот, ги оставаме. Мислам дека не би представувал толку голем објект, толку голем проблем затоа што ќе се само дечињата од градинка. Меѓутоа, навистина не можете да го споредувате тоа сокаче, тоа е буквално сокаче, не е пат, со улица Димитар Влахов. Значи, знаеме дека на Димитар Влахов противпожарно возило може да помине. Мислам дека со добра организација и со добар тим дека нема да има никакви проблеми, затоа што и родителите се стварно позитивно расположени за да можеме да ја отвориме таа градинка. Дали не е можеби по-поволно и по-сигурно да се аплицира на јавните повици за капитални инвестиции во Министерството за труд и социјална политика за изградба на нова градинка? Дали не би се потрошиле помалку пари, а ќе добиеме нов и безбеден објект, отколку да реновираме објект стар 50 години? Нормално дека процедурата трае, ќе се направат сега и проекти, основни проекти, да бе од Министерството дојдени во април месец, нормално да ја увидат ситуацијата, тој беше така неофицијална посета и дополнително и со нив сме во комуникација со општината, со сите институции. Се надевам дека крајниот резултат ќе донесе позитивни промени и за нас како градинка и за општина Охрид. Намерата секако дека е добра и секогаш ние ќе поддржиме она кој е во интерес на граѓаните, посебно на жителите од Радојца, Новичич и Железничка, кои што за жал години наназад се третираат како граѓани од втори или трет ред. Може би беа граѓани од втори ред во некој далечно минато кој никој од овде присутни па и пошироко не сакаме да се повтори. Меѓутоа да кажете дека граѓаните се од втори ред во населба каде што имаме сосема ново модерно основно училиште, каде што имаме ново игралиште фудбалско, каде што имаме пам-пам трака, каде што има голф терени, каде што имаме детски игралишта, каде што имаме реконструирани улици. Тоа е навистина смешно, паушално и не верувам дека воопшто граѓаните не се задоволни, посебно од тој дел на градот. Добив информација од луѓе што живеат непосредно до училиштето, дека откако се пресели основното училиште во новите простории, навечер таму има голема галама, се собираат млади луѓе, девијантни, прават голема галама и се оштетува просторот на старото основно училиште Кочорацин. И од тој аспект замолувам СВР Охрид да апелирате исто и вие како локална власт да се погрижи за безбедноста во вечерните часови во училиштето, бидејќи кога веќе таму имаме и детска градинка, таква каква што сега функционира, треба безбедноста да е на поголемо ниво, односно да не дозволиме она што треба да го реновираме допрва сега целосно да се оштети. Имаме дојава за такво нешто, тоа е уште една причина плюс за носењето на ваквата одлука денес, каде што старото училиште Кочорацин основно училиште ќе биде реконструирано во модерна детска градинка,